Граѓаните побарале дислокација на цементарницата Усија и институциите, меѓу кои и градот Скопје, се должни да им овозможат здрав живот, изјави советникот Маријан Калевски од иницијативата Зелен хуман град на денешната седница на Советот. Град Скопје е институција, се надевам. Така што има должност тоа да им го возможи на граѓаните. Затоа ве замолувам уште еднаш ова точка да се стави на дневниот ред, бидејќи има потреба од идност за истата. Загадувањето е сега, а нема да биде за месец дена или 2 месеци можеби, кога нема да има повеќе загадување. Советникот од редовите на ЛДП Ристо Пенов рече дека овој проблем е многу сериозен во Скопје и дека иако градот нема надлежности да одлучува за дислокација, добро би било да се дебатира, да се искажат мислења и да се покрене некаква иницијатива, бидејќи како што истакна, сите предупредувања се сериозни дека цементарницата силно загадува. Градоначалникот Орце Ѓорѓиевски потврди дека градот Скопје нема надлежности врз функционирањето на цементарницата, но дека ќе се отвори дебата и заклучоците ќе им бидат доставени на надлежните институции, како што е Министерството за животна средина. Ние како Совет и како град Скопје, денеска и во буџетот кој што треба да го изгласаме, имаме точки кои што се однесуваат на заштита на животната средина во главниот град, но се точки во кои што ние имаме надлежност. И ќе потенцирам повторно и покрај тоа што немаме надлежност, конкретно, на цементарница Усија, јас не гледам проблем никаков да ние донесеме заклучок заеднички денеска и да се обратиме со тој заклучок до надлежните институции да си постапуваат понатаму. На крај беше одлучено да има дебата за дислокацијата на цементарницата Усија. Предходно опозицијата во Советот на Скопје побара инспекцијски надзор во Усија со конкретни мерки, а не со празни ветувања. Од цементарницата Усија ги отфрлија сите обвинувања дека нивната дејност е причина за загадувањето на воздухот во главниот град, наведувајќи дека фабриката е под 24-часовен независен мониторинг и дека сите мерења се под законски дозволените граници.